Благодарам, подпредседателя. Колега, баш сакав да ве слушнам како што да ја довршите реченицата, па да морате да излегувате и да се извинувате пак. Меѓутоа, бидејќи зборувате за кажување на лаги и вистини, една работа ќе ви кажам. Не ни правите кворум нам, колега. Овде сте и платени од граѓаните за да правите кворум и да се носат закони и политики за граѓаните. Не е ВМРО рак рана на СДСМ, ВМРО е рак рана на граѓаните со ваков став и со вакво размислување дека кворум обезбедувате на СДСМ, на граѓаните им правите кворум. И директно вас ќе ве прашам, бидејќи сте најдиректно одговорен и нема да престанам да ве прашувам, дали нас ни обезбедувавте кворум, кога им наредивте на претениците да не влезат да гласаат за стратегијата за родова еднаквост, која што патем кажано на комисија која што ја води ваша членка помина со најпофални зборови, дали нас или на граѓаните им обезбедувавте кворум кога вие им наредивте на членовите на вашата пратеничка група да не влезат и да не гласаат за кривичниот закон, дали нас или на граѓаните не им правите кворум кога му наредувате на председателот за Комисијата за финансирање и буџет да не закажува седница за законот за кој што сите заедно зборувавме, па и вие бевте како мажи многу загрижани за намалување на ДДВ-то за менструалните продукти од 18 на 5%, уште чекаме ваш член на претеничката група што ја води таа комисија да ја закаже, месеци поминаа. И на крајот на краиштата, колега, апропо, значи обезбедувањето кворум на СДСМ или на граѓаните, ќе ви прочитам изјава на новинар кој што вели за тоа кој блокира и колку чини тоа блокирање кое што вие го координирате. Собранието 4 дена расправаше само за разрешување на министерот за здравство Беким Сали. Колку ќе расправа за другите? Јасно е дека опозицијата користи максимално време за дискусија, ама ајде тогаш да не ламентираме околу недостигот од лекови за цистична фиброза и за нивната цена, зашто и пратениците може да добијат непријатно прашање, извинете, а колку чини една собраниска седница? Најмалку 20.000 евра. Не се за тоа за вас пари кои што во време на криза се трошат за буквално толку да одговлекувате и да блокирате нешто што ќе биде од корист на граѓаните. Како директно одговорен, ве повикувам да ми дадете одговор на овие прашања. Ви благодарам. Контрреплика Никола Мицкевич.